Според податоците на Светската здравствена организација, дебелината или вишок од килограми представуваат болест. Токму на оваа појава која што е сеприсутна во глобални рамки, но и во Македонија, денес го посветуваме фактор здравје. Фактот дека над 60% од светската популација има зголемена телесна тежина, уште еднаш укажува на можноста да се осврнеме на оваа болест, модерна би рекол, и тоа од еден поинаков аспект. Деталите следуваат во продолжение. Добродојдовте и денес во Фактор здравје. Освен што е болест, дебелината предизвикува и е голем потенцијален ризик фактор за развој на многу кардиоваскуларни болести, малигни болести, диабетес и ред други хронични болести, но и таа е причина за депресија, намалување на либидото и желбата за сексуални односи. Токму кон дебелината или зголемената телесна тежина, денес го посветуваме ова продолжение од Фактор здравје, кое што е насловено високопротеинска диета за слабење. Токму за аспектите на оваа тема, но и на представувањето на фирмата Доктор Робинсон Хелт Клуб, денеска разговараме со доктор Нела Деспотовска, која што е стручен консултант во фирмата Доктор Робинсон Хелт Клуб од Скопје. Добар ден, доктор Деспотовска, и како сте вие денес? Добар ден, мило ми е што сум во емисијата Фактор здравје. Ви благодарам на поканата што се одзвавте пред се и што се согласивте да зборуваме за дебелината. Реков јас и сигурно ќе се согласите, која што е болест според Светската здравствена организација, најреферентна здравствена институција во светот, и следствено на тоа ќе дадеме одговор како на здрав начин со високопротеинска диета да се дојде до посакуваната тежина. Но пред се да ни објасните од ваш аспект, зошто се дебелееме и што дебелината представува освен како потенцијален ризик за сето она што го напоменав? Да, вака, дебелината представува неконтролирано натрупување на масти во организмот и како резултат на тоа доаѓа до нарушување на здравјето. Инаку основна причина поради која што доаѓа до дебелење, односно зголемување на телесната тежина, е она неконтролирана рамнотежа помеѓу внесените и потрошените калории во организмот, а тоа најчесто се случува поради внес на поголемо количество на високо зголемена количина на високи масти, односно зголемено внесување на масти во организмот, како и зголемена физичка неактивност. Знаеме дека прекумерната телесна тежина, односно дебелината, доведува до низа промени, односно низа заболувања во нашиот организам. Пред се тоа се кардиоваскуларните заболувања, во кои што спаѓаат срцевите заболувања и цереброваскуларните заболувања, кои што се смета дека кај нас во Македонија се водечка причина за смрт. Исто така зголемената тежина доведува до појава на високо ниво на шеќер во крвта, односно појава на диабетес. Исто така доведува до појава на одредени дегенеративни заболувања на зглобовите. Исто така на коскено-скелетната мускулатура, како што е остеоартритот, и во оние крајни случаи, значи премногу зголемена телесна тежина може да доведе до појава на одредени неоплазми, односно канцер или рак, кој што е денеска доста актуелен. И последно, не помалку важно би додал дека дебелината е и наследна, значи генетски може да биде пренесена, и затоа треба да мислиме за нашето потомство, би рекол. Да, значи дебелината покрај тоа што фактор ризик, односно генетскиот фактор има улога во настанувањето на дебелината, секако во последно време кај нас е стресот, значи стресниот динамичен живот исто така доведува до зголемување телесната тежина, исто така физичката неактивност и секако на прво место на хигиенско-диететски режим, односно кај нас луѓето немаат многу, не практикуваат правилно и редовно да консумираат здрава и збалансирана храна. Денес ние ќе им дадеме одговор на ова последното тврдење што го споменавте. Благодарам за овој воведен дел, а денешната тема високопротеинска диета за слабење поподробно ќе ви ја приближиме по првиот блок реклами. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти. Подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е Генатурал, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс.
идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмели. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. О, Гане, де си, Гане? Е си, ти Како е, матри, седи? Што има? Нема ништо. Лепо ми изгледаш. Фала ти, Гане, смршала сам. Тајме ули по сукциско искари. Па зари ти? Желјка сам срeo и он ми се то каже. Самарджич, он смршал 25 кила, човече. Могу би ти да пробаш? Од сутра кречем и ја. И видечеш, бичеш презадоволен. Нема јојо ефект. Ма не сумњам, кад видим кој е се смршал, мора чу и ја. Ето тако, видимо се, матори. Све најбеде. Чао. Чао, бај. Денешната емисија од Фактор здравје е посветена на темата високопротеинска диета за слабење, а оваа тема денеска ви ја презентираме преку гостувањето на доктор Нела Теспотовска, која што е стручен консултант во фирмата Доктор Робинсон Хелт Клуб, фирма која што исто така ви е достапна и на глобалната мрежа на www.dr.robinson.mk, но и на страницата prodimet.mk. Но наједноставно би рекол е директно да ги контактирате на 070 221 222. Кажавте на почетокот што представува дебелината и зошто секој човек се дебелее. Според Светската здравствена организација, статистичките податоци на глобално ниво, но и во Македонија се поразителни. Да, испитувањата од Светската здравствена организација покажуваат дека 60% од мажите, односно околу 48% од жените кои што се испитувани на возраст над 20 години, покажуваат дека имаат зголемена телесна тежина, или тоа во превод би значило дека околу 50 до 55% од вкупното население во Република Македонија имаат зголемена телесна тежина, од која, нели, од тие 50, односно 55%, една петина се дебели, при што е утврдено дека кај мажите, значи полесно се дебелеат, околу 18% од мажите се дебели, додека кај жените тој процент е помал, околу 17,2%. И според Светската здравствена организација утврдено е дека луѓето, односно населението во Република Македонија е 2% има подебели луѓе во однос на истите податоци во Европската унија. Значи ние сме како по нација која што тежне кон добивање на килограми, односно кон дебелење. Од вашето практично и научно искуство како лекар сигурно ќе потврдите дека не постои човек што е задоволен со својата дебелина или нивото на килограми, без оглед дали се повеќе или моментално оние кои што ги има. Кој е концептот и она што денеска ќе го зборуваме и ќе го представиме е високопротеинската диета за слабење? Што представува таа? Да, ова е високопротеинска диета, значи станува збор за брендот Prodimet. Тоа е холандска фирма, односно холандски бренд, кој што е застапуван од страна на Доктор Робинсон Хелт Клуб, како што најави на почетокот. Значи, оваа диета е високопротеинска, значи се внесуваат протеини кои што се од висока биолошка вредност, а намален индексот на масти и агленохидрати. Оно што сакам да го истакнам е дека оваа диета е точно димензионирана, односно е строго предвидена, ефикасна, безбедна, е водена од професионален тим, значи страна на доктор и нутриционист, така што во текот на целата диета сте под стручен надзор, целосно ве контролираат, ве советуваат и до крајот, нели, на до крајот на диетата ви даваат совети како да ја издржите оваа диета.
Оно што сакам да го истакнам дека во формирањето, во изготвувањето на ова Продимет медицинско-протеинска диета учествувале професори од Харвардскиот универзитет во Америка. Во изготвувањето на диетата посебно се истакнува професорот Џорџ Блекбурн и неговите соработници, кои што точно ја димензионирале оваа диета според засечив вкус на менета, според телесната градба, телесната конституција и која што е наменета во наши услови според активностите на денешниот динамичен живот, при што могу надокнадува на самиот организам сите неопходни хранливи микро и макронутритивни материи. Овие научни истражувачки работи се прифатени подоцна и од француските научници и професори, пред се францускиот научник Афелбаум, и така да и во 80-тите години почнува да се спроведува таа диета, а веќе илјадници луѓе во светот ја применуваат оваа диета и како што кажав, доаѓа до израз зошто да се внесуваат протеини бидејќи се високо енергетски. Она што го кажавте дека оваа диета е високопротеинска, значи не е протеинска, туку високопротеинска. Зошто високопротеински и зошто протеините се толку важна алка или карика во однос на сите микро и макронутриенти кои што се потребни да се внесуваат? Да, рековме дека оваа диета се спроведува врз база на консумирање на големо количество на протеини, че протеините се од висока биолошка вредност, а од друга страна се внесува мал внес на масти и аглинохидрати. И сега што се случува доколку би внеле во организмот кој оној круг кој што се движи, ако внесуваме храна ако внесуваме премногу аглинохидрати, кои што често пати луѓето користат секакви диети, внесуваат аглинохидрати, посебно со висок гликемичен индекс, доаѓа до лачење на повеќе инсулин во крвта, во крвотокот и како резултат оптоварен, да, и тогаш организмот, самиот организам го стопира процесот на разградување на масите, не можат тие да се разложат и како резултат на тоа вишокот на аглинохидрати кои што стануваат во нашиот организам се таложат во вид на подкожни масти, што не е целта. Затоа, со помош на овие високи протеини, високо биолошко енергетски, односно нутритивни протеини, се овозможува да се започне процесот на липогенезата, да се стопира процесот на липогенезата, односно процесот на претварањето на гликозата во масти, а од друга страна, бидејќи не се внесуваат јаглено-хидрати, настанува хипоинсулинемија, односно настанува намалено лачење на инсулин, а со тоа да се започне процесот на липолиза, односно разградување на мастите, што е тенденцијата на оваа диета. Самиот процес се одвива на црниот дроб. Инаку во црниот дроб карактеристично е што овдека доаѓа до оксидација на масните киселини. Колку повеќе масни киселини ќе се оксидираат, во тој случај тие масни киселини организмот сега ги користи како извор на енергија, кои што лачат колку повеќе масни киселини ќе се оксидираат во црниот дроб, толку повеќе кетони ќе се произведат, односно тие ќе создадат едно чувство на еуфорија, на динамичност, ќе ни даде повеќе енергија и фактички тоа е поентата на оваа диета која што се разликува во однос на останатите диети кои што ги консумираат, односно при оваа диета се јавуваат два ефекти. Едниот е анаболички ефект, значи карактеристично што овдека отсуствува чувството на глад и нема чувство на глад и се јавува еден анорексичен ефект, односно едно добро расположение, една еуфорична состојба, односно состојба која што ќе даде повеќе енергија и сила, а бидејќи овдека протеините се составен дел на секоја жива материја, значи на срцето, на црниот дроб, на крвотокот и така натаму. И секоја клетка нели основно изградена од основна градбена, протеините се основна градбена единица на самите клетки, така да учествуваат во растот, во развојот, во формирањето на клетките. Знаеме дека секојдневно во нашиот организам изумираат голем број на клетки, а кој ќе ги обнови, секако тоа се протеините, затоа преку оваа диета всушност правиме едно обновување постојано на клетките и на тој начин ја заштитуваме да не дојде до губење на мускулната маса, што за разлика од другите традиционални диети, каде што доаѓа и дури до 25% на губење на мускулната маса.
Пред моето следно прашање ги потсетувам гледачите, нашата најверна фактор здравје публика, дека добродојдено и вашето внимание пред се, вашата заинтересираност да ни ја докажете преку јавување на 6091925 и 6091924 телефонски броеви кои што ви овозможуваат директен контакт со нас и упатување на прашање и одговор добивање од страна на доктор Нела Деспотовска, која што е стручен консултант во фирмата Доктор Робинсон Хелт Клуб, со која што денеска јас соработуваме или заедно во соработка ви ја нудиме темата високопротеинска диета за слабење. Кога станува збор за сите понатамошни информации и во однос на оваа високопротеинска диета и сето она што како палета на производи ви ги нуди компанијата Доктор Робинсон, повелете, кликнете на www.dr.robinson.mk или на prodimet.mk. Исто така можете и директно да ги контактирате на 070 221 222. Во овој дел од емисијата уште да споменеме пред да во фази објасниме или како по прописите и протоколите се одвива оваа високопротеинска диета, кажете ми кој се може да ја применува или врз кого може да се примени оваа диета и што се случува кога ќе се почне овој процес, но претходно да го слушнеме првото јавување. Добар ден, повелете, во програма сте. Само малку да намалам телевизор. Добар ден. Добар ден, господјо. И малку погласно зборувајте. Да го намалам телевизорот, да немаме фонија. Добро. Прашање до докторкава, малку касно се уклучив, па за високопротеинската диета ми интересира за слабење. Кои производи да се употребуваат? Да се земаат? Да дојде резултат. Добро, дали тоа се од вашето прашање? Тоа е се околу слабењето ми интересира. Да, ви благодарам. Ако се согласувате, најпрво да објасните кој може, па може да се надоврзите на одговорот. Добро. Повелете. Значи, оваа протеинска диета, како и кај другите диети, значи имаме одредени индикации, контраиндикации. Значи, високопротеинската диета може да ја користат сите оние лица, почнувајќи од 16 годишна возраст, сите оние кои што имаат проблем со телесната тежина, односно кои што имаат зголемена телесна тежина. Исто така диетата може да ја држат сите оние кои што имаат диабет, кои што не се зависни од инсулин, значи инсулино независен диабет. Лица кои што имаат хипертензија, односно покачен крвен притисок, бидејќи со самата диета, нели доведува самата диета, бидејќи внесуваме помалку количество на масти и јаглено-хидрати, се регулира крвниот притисок, со самата диета нели се нормализира. Исто така во оние случаи каде што имаме луѓе кои што се астматичари, исто така доведува до зголемување на белодробниот капацитет самата диета и до намалување на интраокуларниот притисок. Исто така може да ја држат луѓе кои што имаат проблем со рачењето, проблем со неправилно спиење, значи сето тоа со оваа диета ќе се нормализира. Или дали може луѓе кои што едноставно сакаат да изгубат 2-3 да килограми, немаат вишок, едноставно сакаат да изгубат неколку килограми. Додека контраиндикации при примената на оваа диета, значи апсолутни, каде што не сме да се применува, тоа е каде што имаме инсуфициенција, значи длабоко оштетување на црниот дроб, каде што имаме бубрежна инсуфициенција, каде што имаме миокарден инфаркт, значи луѓе кои што прележале инфаркт не постар од 12 месеци, односно 1 година, исто така за време на бременост и лактација, значи додека дои мајката, исто така не се препорачува. Кај диабет, каде што е диабет, односно шеќерна болест која што е зависна од инсулин, значи луѓе кои што се на инсулинска терапија, исто така не може да ја применуваат, и луѓе кај што имаме третман, каде што имаме паралелна комбинација на лекови кои што се употребуваат за срцева слабост и диуретици, исто така при состојби каде што имаме намалено лачење, односно намалено внесување на калиум во организмот, значи во услови на хипокалемија, и секако кај одредени видови на неоплазми, односно канцер. И пред реклами само сакам да кажам, имале минимум возрастна граница од 16 години може да ја консумираат, веќе до 16 се смета дека организмот нели расте, го развива имунолошкиот систем, и тоа сакав да кажам дека постои една контраиндикација, не е строга, но сепак доколку имаме пациенти кои што се по 16 години, значи каде што нели имаат проблем со растот, тука веќе може повнимателно да делуваме, и секако кај оние пациенти кои што имаат состојби на гихт или каде што имаме одредени душевни, односно психијатриски расстройства, исто така треба со голема внимателност и со голема нели контрола и предпазливост, нели да биде тоа под контрола на лекар и нутриционист. Чинам дека имаме уште едно јавување, дали уште сте на линија? Добар ден.
Добро, доколку не сте на линија, слободно јавете се, отворени се телефонските броеви. Доктор Деспотовска, земете малку здив, следуваат вториот блок реклами, а потоа одговорот до првото јавување и техничката, би рекол, или протоколарното, како се одвива високопротеинската диета за слабење. Продуктот, здрави резултатот. Ќе ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца пите Г-Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Г-Kids. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Животот ми приреди едно непријатно изненадување. Ми беше констатиран рак на дојка. Оперативно беше успешно отстранет. Меѓутоа, следи процес на хемотерапија и радиотерапија. Проследен со многу големи мачнини, гадења, повраќања. Меѓутоа, јас по медицинска препорака успешно го пребродив сето тоа благодарение на G132+ Natural. Јас успеав благодарение на G132+ Natural. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Ćao, Željko, ste ti? Aj sam. Šta se to dogodilo? 25 kg manje, zahvaljujući liposukcijskoj dijeti. Preporučujem. To meni treba. Ako i vi tražite podstrek za lične promjene, onda ste na pravom mjestu. Debljine i salo mogu ometati naše vitalne funkcije, ali isto tako mogu i da nas hrane. Tako funkcioniše liposukcijska ishrana, natjerati tijelo da nas hrani vlastitim masnim rezervama. Zato je to ultimativan, efikasan i efektivan tretman za mršavljenje. Следува вториот дел од емисијата Фактор здравје и веднаш пред моето следно прашање до доктор Нела Деспотовска вклучуваме гледач или гледачка на линија, ќе откриеме. Добар ден и до вас. Здраво, на телефон е Драган Таневски, поздрав до емисијата, поздрав до Нела и до соговорниците. Благодарам. Повелете, Драган. Јас ја користев оваа диета, значи отприлика некои 5 месеци. Успеав да симнам 26 кила и голема благодарност, прашање немам да поставам, освен каква торта да им донесам на дечките од продимет. Рековте 26 кг изгубивте и како се чувствувате? Одлично. Диетата не е воопшто напорна, тоа е најинтересно. Првите 48 сата се можеби малку критични, меѓутоа ако тие се издржат, понатаму оди лесно. 5 пати на ден се јаде и некогаш дури последниот оброк дури не би се ни јаде, значи навистина заситува диетата. Добра. Се симнува 8 до 10 килограми неделно, барем ке мене така одеше, односно месечно, се извинам. Ке мене така одеше, 2 до 2,5 кила симнував неделно. И до сега од сите диети што сум ги пробал и од вежбање и од се, до сега ова беше најефективна диета.
Ви благодарам за вашето споделување на искуство. Доктор Деспотовска, можевме емисијата да направиме со Драган. Да. Јас не го познав господинот. Драган, да. Значи, целта на оваа протеинска диета е, нели, пациентите кога ќе влезат во оваа диета, која што се одвива чекор по чекор, настојуваме тие да бидат под професионален надзор и сакаме да издржат целосно диетата, значи сите чекори да бидат контролирани строго. И на крајот, кога успехот ќе биде, нели, постигнат, нели, ќе достигнат на посакувана идеална тежина и ние сме среќни и задоволни, бидејќи ова е обострано, нели, самиот пациент, односно клиент да ја достигне тежината, а ние, нели, како стручен тим дека сме успеале, нели, да му возможиве континуиран или цело време советување и пружење на било каква помош во текот на диетата. Да го слушнеме и следното јавување, иако за господјата ги должиме одговорите во однос на производите, но да го слушнеме следното јавување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господине. Ме слушате? Да, одлично. Да. Ме интересира ова високопротеинска диета за слабење, тоа е некој суплемент што се продава, што се купува? Добро, сега ќе слушнете, ви благодарам за прашањето и да се надоврзете на производите, повелете. Да. На претходната гледачка сакаме да одговориме дека Продимет, холандската фирма, нуди голем широк спектар на производи со различни вкусови. Значи, станува збор за протеини, суви, дехидрирани во кесичка, така што во една кутија се наоѓаат 5 кесички. Тоа се всушност одговараат за 5 оброци, доручек, ручек, вечера и 2 ужинки, се консумираат на секој 3 до 4 часа. И поентата е, нели, да се исконсумираат сите 5 кесички со соодветните, нели, додатоци во текот на денот. Значи, и доколку особата, односно клиентот, не чувствува глад, поентата е на секој 3 до 4 часа континуирано да внесува храна, односно континуирано за да може да се истроши таа храна. И во една кутија може да имаме кесичка од еден ист вкус или може кај оние луѓе кои што сакаат да пробаат различни вкусови, дали се солени, благи, имаме и миксови во кои што се содржани 5 различни вкусови. Може така да кажете вкусовите кои се? Да, има, значи, ладни напитоци, топли напитоци, значи сокови, готови милкшейкови со вкус на банана, чоколадо, јагода, ванила, напитоци од сокови, значи имаме со вкус на кокос, киви, диња, црвен грејпфрут, портокал, имаме комбинација од сокови, значи да имаме портокал, маракуја, праска, манго, значи различни вкусови, така што кој највеќе ќе му одговара, потоа може да си го прави самиот клиент. Исто така имаме и десерти, значи за оние кои што посегнуваат, односно сакаат повеќе да јадат колачи, благо и така натаму, значи имаат различни десерти, значи имаме со вкус на чоколадо, карамела, ванила, комбинација од банана и чоколадо, крем бруле и така натаму. Исто така имаме и овошни десерти, значи не мора да бидат само чоколадирани, значи имаме и овошни со јагода, овошни јогурти со вкусна јагода, со вкусна праска и така натаму. Исто така од солената варијанта имаме палачинки солени со кашкавал, имаме разни видни на омлети, медитерански, со билки, со кашкавал и шунка и така натаму, значи изборот е голем. За ручек исто така може да одберат пире, ќофтиња, така да изборот е голем, така да не се ограничени само на еден вид на вкус, така да во текот на денот да биде монотоно, значи да внесуваат сепак различни производи, односно различни вкусови. За протоколот како се одвива следно ние нешто што ќе зборуваме, но ајде прво да го слушнеме и следното јавување. Јас се извинувам, чекав докторката да ја заврши мислата. Повелете, во програма сте. Добар ден. Ало, добар ден. Ке ве замолам малку погласно да зборувате. Добар ден. Ме слушате? Да, ве слушаме, господине, повелете. Така, значи пред малта ми исклучив се. Значи ова е некој суплемент, како се користи ова? Уште еднаш ќе ви објасниме, благодарам. Ова е за да ова што е ова превара за да Значи ќе слушнете во продолжение да објасниме еве како што каже и господинот, да сака да изгуби килограми, доаѓа кај вас и што се случува. Значи први има едно воведно интервју во кој што го објаснува како се хранел и кои се причините што довеле, нели, до зголемување на телесната тежина.
откако ќе утврдиме нели кои се причините, се пристапува кон тоа да пациентот направи една детална клиничка крвна слика, односно да се направи какво е нивото на шеќерот, да се направи липиден статус, да се направи ензимски статус, да се направи електролитен профил и откако ќе направи крвната слика, нели од страна на професионалниот тим, односно доктор и нутриционист, ја разгледуваме крвната слика и доколку нема никакви нели контраиндикации, односно ограничувања, пополнува еден здравствен картон во кој што ги наведува своите податоци, кога е реден, кога е роден, неговата висина, некои минати сегашни заболувања, дали имал оперативни зафати, дали е на некоја хронична терапија, сето тоа го внесува и со тоа нели гарантира дека податоците кои што ги дава, односно за кои што зборува, дека се точни и во тој случај доколку утврдиме дека нели се е во ред, се пристапува кон мерење, односно кон нели намалување на телесната тежина. При тоа самиот пациент си поставува една целна тежина, односно колку сака да ослаби, дали сака 5, 10, 15, 20 и така натаму и спрема тоа се прави самиот професионален тип, значи прави план за диетата и се започнува. Самата диета се одвива во повеќе фази, односно во 5 фази. Значи самата диета се е чекор по чекор. Значи не може да се рипа од првата во петата фаза, значи се оди од прва до пета фаза. Сега, во главном првата фаза е исклучиво. Сакате ли да го слушнеме јавувањето и ќе се вратиме на овој аспект од вашиот одговор? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Слушаме, повелете. Би сакала да кажете која е цената на ова што го нудите. Тоа е едно прашање, а ако може, мала сугестија или дигресија. Нели е поумно на македонскиот народ да му се нуди здрава исхрана, овошје, пешачење, спорт? Сметам дека сепак ова е нели добар маркетинг и не смеат нашиот македонски народ да се залажува по овакви нели прашаци и така натака. Да, сепак кажавме, господјо, дека заради недоволна физичка активност и нередовен режим на исхрана доведува до токму ова што денеска го зборуваме, не само високопротеинската диета, туку и општо земено навиките и податоците кои што ги презентираше и Министерството за здравство и СЗО во однос на Македонија, укажуваат дека не сме примерни во однос на она што треба да го практикуваме, ќе се согласите, и како физичка активност и здрав начин или навики на исхрана. Ќе се навратам на гледачката, значи да објасниме 5 фази. Во првата фаза се губат најголем дел од килограмите, значи 50% од посекуваната телесна тежина се губат во првата фаза. Тоа е на фаза која што е најтешка, но е најефикасна и ги постигнува нели во најголем процент посекуваните резултати. Секогаш оди во комбинација со зеленчук во неограничени количини. Обично се консумираат во првата фаза сите 5 кесички, како спомнав, на секој 3 до 4 часа и секако нели треба да се пие доста течност и се оди со одредена суплементација, односно мултивитамини и калиум, кои што ќе објасниме нели подоцна. И тоа како нели се намалува килограмите, така се оди во следните фази. Постепено се вади по една кисичка и се внесува прво вечерата, во појадокот и на крај ручекот, и во на последна фаза, всушност е фаза на одржување, каде што ги научуваме клиентите како да одржуваат својата телесна тежина. Значи не е поентата само да им ги земеме парите, поентата е да се дојде посакувани килограми, значи од првата до петата фаза да се одржа, затоа што ние практикуваме, значи после завршувањето на таа пета фаза да ги контролираме клиентите, односно на 2 до 3 месеци да доаѓаат во наредните 2 години, да видиме дали тие одржуваат својата посакувана тежина и дали доколку било некаде ако сгрешат во било кој момент во текот на тие чекори, односно фази, ние сме тука во нели при тие неделни контроли да можеме да видиме дали тие се принципиелни, се одржуваат на нас, дали се придржуваат на нашите препораки, што јадат и доколку нешто сгрешиле, значи внеле нешто што не е во склоп со диетата, значи внеле шеќери, внеле масти, значи излегуваат од таа кетоза и повторно се враќаат на почетокот, но сето тоа нели доколку во разговор, сето тоа можеме да го решиме и на правилен начин, нели повторно да се вратат во оној чекор во кој што за да продолжат и за да можат да ја дотраат самата диета.
Рековте и она што е важно, што уште еднаш би сакал да го потенцираме, е фактот дека сигурно индивидуално пристапувате кон секој клиент и времето од првата до петата фаза сигурно индивидуално и зависи. Индивидуално, да, гледачката праша за цената, значи тоа е индивидуално, тоа се одредува според телесната конституција, градба, метаболизмот и желбата, тоа е најголемото, значи не е исто да ослабите 5 килограми, да ослабите 15, 20 или повеќе килограми, значи цената се одредува во зависност од тоа колку килограми сакаме да ослабиме и каков е метаболизмот. Јас ова информација само ќе ја потврдам со телефонскиот број 070 221 222, телефонски број на кој што можете буквално сите детали, доколку нешто не ви е јасно или сакате конкретно да ви биде соопштено, да се јавите во секое време во текот на денот, а она што сакам да го потсетам е дека на www.dr.robinson.mk како и на prodime.mk можете да се конектирате, да се поврзете и на глобалната мрежа исто така дополнително да комуницирате со компанијата. Во нејзино име денеска гостува доктор Нела Деспотовска, која што е стручен консултант во компанијата, односно фирмата Доктор Робинсон. Сега би сакала, Илија, да се навратам на претходната гледачка за диетата, да објаснам дека оваа диета е под строг професионален надзор, така да откако ќе се направи нели тоа здравствениот картон, ќе се пополни сето тоа, подлегнува на мерење, значи користиме Танита, висока професионална вага, јапонска вага од јапонски квалитет, која што покажува одредени параметри. Значи првиот параметар кој што го покажува тој боди маса индексот, односно тој ни покажува дали имаме зголемување на телесната тежина, се пресметува со тоа што тежината на изразена во килограми се дели со квадратот од висината изразена во метри. Сега што се случува? Значи кога ќе застане дадениот клиент на самата вага, тој боди маса индекс ни покажува дали жената има нормална телесна тежина, под тежина или мажот не е битно, или има зголемена телесна тежина. Доколку е 18,5, под 18,5, тоа покажува дека станува збор за подхранетост. Ако се движи од 18,5 до 24,9, тоа покажува дека има нормална телесна тежина. Веќе над 25 покажува дека имаме зголемување на телесната тежина. Сега, тие вредности ни покажуваат понатаму дали веќе преминуваме од зголемена телесна тежина во дебелина, односно обезитас, како што го нарекуваме. И сега, ако се движи од 25 до 29,9 е од прв степен, ако се движи од 30 до 35 е од втор степен и веќе од трет степен, значи над 40 веќе станува збор за високо ризична група на луѓе каде што нели мора да се подвергнат на оваа диета. Исто така важен параметар кој што ни укажува дека имаме зголемување на телесната тежина се висцералните масти, односно тоа се масти кои што се таложат во пределот на стомакот, на абдоменот, например масти кои што се таложат во органите како што се црниот дроб, срцето и така натаму, тие се многу поопасни и на тоа повеќе треба да работиме, значи да се намалат во однос на телесните маси, масти кои што се масти нели кои што се распоредени по телото. Секако друг параметар кој што вагата ни го дава дали особата доволно пие течност, бидејќи во текот на самата диета мора да се внесува доста течности, така да кај жените тоа е од 40 до 60%, додека кај луѓето, кај машката популација тоа и оди од 60 па и нагоре, ако станува збор нели за пушач, ако е клиентот, значи треба и многу повеќе да пие течности. Оваа диета е карактеристична што не се обврзува само на консумирање на протеински кисички, на кисички во прав, туку мора да се суплементира. Ова е важен дел од оваа протеинска диета. Тоа се препаратот калиум, кој што знаеме дека калиумот е препарат кој што прави синтеза на протеините, бидејќи овдека храната која што се внесува е високо протеински, мора да се направи една синтеза, да им даде една цврстина на коските, да им даде јачина на мускулите и како електролит учествува во ацидобазната рамнотежа, значи се консумира различно во зависност во која фаза е пациентот и обично се консумира 15 до 30 минути
минути после внесувањето на оброкот, односно на кисичката. Исто така, тука би го истакнала и мултивитаминскиот препарат, бидејќи во текот на оваа диета не можете да бидете нели само на протеини, мора да внесувате одредени витамини и минерали, кои што има идеален комплекс, значи богате со витамин С, со витамини, посебно би ги истакнала витамините од Б групата, посебно витаминот B3 или ниацинот, кој што учествува нели во подобра снабденост на мозокот, на нервите, исто така ја подобрува и функцијата на црниот дроб. Секако тука се и доста минерали, тоа се селен, манган, јод, цинк, значи сите витамини и минерали кои што ни се потребни се наоѓаат во едно пакување, да. И доколку во текот на диетата кај одреден број или пациенти во зависност од нивниот метаболизам може да се јави констипација, односно запек или тврда столица, и затоа имаме исто органски природен препарат кој се нарекува мелете, кој што е на природна база, значи во својот состав содржи индиски тегавец, кора од крушина и коприва, која што возможува на природен начин, значи се она што имаме проблем со варењето на храната, значи да го олесни и луѓето нели да имаат редовна столица. Сигурно нема јојо поодвратен ефект оваа диета, тоа е важно и за аспектите во следната прилика повторно ќе зборуваме, ќе се навратиме на оваа високопротеинска диета. Ви благодарам. Факторот време е посилен од фактор здравје овде. Многу ви благодарам што повторно ве представив пред публиката и се гледаме следната емисија во Фактор здравје. Пријатно. Пријатно. Ви благодарам, а за сите дополнителни информации 070 221 222 е телефонскиот број на кој што можете да ги контактирате компанијата Доктор Робинсон Хелт Клуб. Поздрав од мене и секое добро до утре. Дали